20 дена по завршувањето на изборите во САД и победата на републиканскиот кандидат Доналд Трамп, вредноста на биткоинот полета од нешто на $63,200, колку што чинеше на денот на изборите, на 5 ноември, вчера надмина $98,500. Веќе не се поставува прашањето дали ќе ја помине психолошката граница од $100,000. Според најновиот извештај на AAA, 6,8% од светската популација или вкупно 562 милиони луѓе низ светот поседуваат дигитални валути. Тоа представува раст од 33% во споредба со минатата година. Цената на изнајмување станови во Њујорк често е тема на дискусија, а неодамна внимание на социјалните мрежи привлече тиктокерот Квинси Вејрц, кој на своите следбеници им покажа како изгледа стан со големина на малку поголем гардеробер. Изненадувачки, месечната наемнина за овој простор изнесува дури €1.145. Вејрц сподели видео од својот стан на TikTok за да им покаже на семејството и пријателите каде живее. Како што наведува, ако сите одлучат да дојдат и да го видат станот истовремено, нема да можат да се сместат во него. Вирална фотографија која прикажува група девојки облечени речиси идентично на улиците во Алабама, предизвика бројни реакции на социјалните мрежи. Додека некогаш беше незамисливо да се носи истата облека како друга жена, денес излегувањето во град во речиси идентичен аутфит, светли фармерки, темни топови и бели патики, е сосема прифатливо. Американскиот претседател во заминување, Џозеф Бајден, денеска помилува две мисирки со бели пердуви, Пич и Блосом, да не завршат на трпеза за денот на благодарноста. Годишна традиција што го означува почетокот на последната празнична сезона за демократите во Белата куќа.